колеги, почитуван министер. Има една прилично позната македонска песна, која што се вика "Каква е ова ситуација?" И сега, почитувани граѓани, каква е ова ситуација? Цела опозиција, цела јавност, цела стручна фела, медиуми, Европска комисија и велат на оваа влада во заменување: немојте да го правите ова, или ако нешто веќе сте планирале да правите, правите согласно правила, прописи и европски регулативи, но видете, ова си тече во собранието, не можете никако да ги разубедите. Или пак и што може тука да заклучите? Дека се работи за еден крајно лукративен договор, кој што една врхушка го има заклучено, подпишано и кој што мора, тоа е мора да се тера. Јас би сакала да зборувам не во суштината на законот, затоа што за суштината на овој закон и не само на овој, на целиот пакет, ако сакавме вистински да зборуваме, тука ќе седа урбанисти, архитекти од градежен факултет, значи луѓе од фелата. И ќе ни објаснеа колеги во почитувани пратеници, ова е добро, ова не е добро, гласете го ова. Ама не, ние, еве, сематичната комисија за европски прашања реши да стави европско знаменце и се тера. Јас би сакала да зборувам во врска со транспарентноста, еден збор кој што многу често почнавме да го забораваме и да забораваме дека оваа влада дојде со ветување живот за сите и транспарентност. Се сеќавате на тој збор? Транспарентност беше секој трет или втор збор на ова. Транспарентност. Транспарентност не видовме. Вчера слушам, ги следам дебативе околу Бехтелиенка, ги следам дебативе и вчера слушам дека ДКСК веќе го има договорот и го разгледува, што го поздравувам како чин, но искрено вака ми се наметнува прашањето како може оние што треба да гласаат да го немаат договорот на увид. Како е возможно да гласа парламентарното мнозинство закони кои што произлегуваат од овој договор, а да го немаат видено? Имам само два одговори. Или го имаат видено, а го криет, што исто така се сомневам, или пак во тој договор има толку многу коруптивни елементи и во тој договор има уште скриени нешта кои што допрва ќе се откриваат, што јавноста, а особено ние пратениците, не треба да го видим. Па ајде, имате плашна, не знам, ваква тајна, наква тајна, видете. Вака, една работа. Тајна, службена или не знам деловна, има начин како да се сокрие и за да ја видат пратениците како ќе гласа пратеник. Како ќе гласа пратеник за нешто што произлегува од некаков договор. Гледам дека вие, министре, сте еден од ретките кои што нели излегува тука и се повикуваа на Уставот. Го цитиравте членот 30 од Уставот. Јас ќе ви го цитирам членот 8 од Уставот. Тоа се темелните вредности на уставниот поредок на државата. И овие закони кои што сега ги менуваме, а и самиот договор, се во спротивност прво со владењето на правото. Значи, нема потреба да ви кажувам, и самиот сте свесен дека нашето национално законодавство се дерогира и целиот договор се прави по однос на клаузулите кои што ги има овој договор. Уште една, можеби уште поважна или еднакво важна поделба на државната власт на законодавна, извршна и судска. Темелна вредност во членот 8 од ставот, во членот 8 од Уставот. Сега, како подпишавте договор, а имаме законодавна, тоа сме ние, извршна, тоа сте вие, и судска власт. Законодавната власт, ние, пратениците, ве бираме вас, министрите. Како може министер да превземе обврска дека ќе смени закон во собрание
без да му го објасни договорот на пратеникот. Нели е се ова испревртено и како тогаш очекувате така мирно да помине, па не знам, вие сте против ова, против ова, не. Има устав, има закони, има правила и прописи во оваа држава. Да не зборувам за европското знаменце. Самото подпишување ваше и на останатите министри на празна кореспондентна табела значи лажирање на податоци, односно значи лажење на нас пратениците и на овие од парламентарното мнозинство, односно прикажување на непостоечки факти. Празна кореспондентна табела треба да биде вратена во истиот момент кога ќе биде примена од председателот на ова собрание. Но бидејќи тоа не се случува, тоа е флагрантно кршење на правото и флагрантна злоупотреба на службената должност на оној кој што седи таму, но јас би рекла и споделена одговорност на сите оние кои што овие законски решенија ќе ги гласаат. Тајмингот ми е прилично интересен. За нецела година од сега, а може би и порано, ќе има избори во оваа држава. Многу е јасно дека ова владеачка гарнитура ќе изгуби и сега овој договор го подпишува врхушката на ДУИ, зошто вас ви треба овој договор за да се фалите со некаков си автопат кој што не постои и нема да постои, нема да се гради, исто како со фабриката во Тетово за овие какви беа автомобили, која што ја нема. Но мене ми е чуден оној премиер во сенка Ковачевски, кој што оди со зелени знаменца тамо нешто мафта и пушта воздух. И целата оваа рашомонијада, почитувани граѓани, ја кошта државата до сега, веќе исплатени 250 милиони евра, и кога сме веќе кај парите, јас би сакала, почитуван министер, бидејќи сте министер за финансии, да ве прашам. Зошто овој автопат ќе се гради од пари од државата, од буџетот, а не од средства од кредит или како што се градеа до сега? Кој го измери приоритетот стратешки? Дали, например, клиничката болница во Источна Македонија во Штип не беше стратешки проект за лечење на македонците во Источна Македонија? И дали тоа не е еден од пиларите за здравството во Источна Македонија? Како не ви текна таму да вложите дополнителни финансиски средства? И формално-правниот аспект е толку урнисан и таква една собраниска пракса имате направено, што јас навистина не знам како кога ќе бидете опозиција ќе се справувате, ама ние ќе бидеме власт и парламентарно мнозинство кое што ќе мора овие работи да ги исправи, да ги коригира, и како тоа воопшто не ви е важно за регулативите кои што Европската комисија ги дава, од една страна, а од друга страна па многу сте гласни за проевропскиот фронт и не знам што. Што мислите? Не ве некој анализира, не мора Бугарија, некој друг, за да види како се злоупотребува европското знаменце, само за да, едноставно кажано, народски, се краде и се лаже и онака осиромашениот народ. Очекувам одговор за финансиите, господине министер. Зошто се финансира од буџетски средства, а не од кредитни линии? Благодарам.